Оваа историска мапа, спонзорирана од парламентот во Атина, е крунски доказ дека Грција го храни иредентизмот, а не како што тврди македонците, кои не ги признава како малцинство. Овој став, заедно со доказот, партијата Виножито им го дава на експертите за човекови права, кои во последно време зачестија со посети на Грција. Павле Воскопулос вели дека овој историски постер ги краси сите државни институции и амбасади во странство. На мапата е прикажано постапното ширење на грчката држава по години, почнувајќи од 1830-та. Спомнува дека 23-та година дел од Турција со истата боја беше дел од Грција. Значи, цело време му дават повод на сите граѓани, дури во школи и насекаде, дека овие се изгубени територии. За Воскопулос е спорно и што некои градови во соседните држави се представени со грчки имиња. Меѓу нив и македонските Битола и Струмица. Зошто тогаш се чудат и цело време бели прават на македонските политички бегалци што живеат во Република Македонија и на место Флорина велат Лерин, па и тој е топоним. Јужна Албанија е представена како дел од Грција и го носи името Северен Епир. Гледате овде, Ипирос е овде, а Северон Ипир во Албанија, значи треба да се соедини, да не ова идеја. Зошто официјалните институции како што е парламентот таков иредентизам шират во сите со овие карти насекаде во официјалните институции во Грција? За кој иредентизам може некој да зборува? Од оваа мала канцеларија на Виножито од 18 метри квадратни, македонците во Грција ја водат кампањата за остварување на своите основни права, кои што и во 21 век ги немаат. На еден зид виси географска мапа на Европа со сегашните граници. Не треба да измениме границите. Тука Грција. Може да бидеме македонци и сакаме да бидеме и треба да признава Грција македонско малцинство тука, да имаме нашите права, ма не сакаме да изменеме границите. Овој македонец истата порака им ја кажа и на експертите на Обединетите нации, кои што неодамна беа во Грција. Треба да биде демант на искривената вистина што се пласира во тамошната јавност. Токму овде, пред повеќе од 2 недели, шефот на грчката дипломатија Дора Бакојани се обрати на собирот на така наречените раселени лица од овој крај. Им упати порака дека властите во Атина нема да дозволат со решавањето на проблемот со името со северниот сосед да го загубат правото да се нарекуваат горди македонци. Алфа телевизија во Лерин, Душко Арсовски.